Реко, ние ова, сите овака гледаат, на сите дава, на Спасе не му дава. На никој не дава, у ствари. Уште едно пиво, пиши. Света да биде главна женска, бе. И на Османбек не му дава, знаеш. На Османбек, Бог да чува, шо? Не се мешаме, наши турци, не се мешаме. Свете, јас све би надсинхронизирал у Македонија, знаеш? Све. Ниту вика дали требало од серии да се синхронизира, дали не требало. Све треба се синхронизира. Ја и вестите би ги надсинхронизирал. Да. Ја би ги синхронизирал, документарци, све да се синхронизира. И македонските филмови би ги надсинхронизирал. Шта е стари бе филмови? Сте ги заслушали глумците стари филмови, кап? Цвете, наридот има турци. Цвете, зар ќе одиш со Османбек? Како правеле кастинг порано? Кој ќе дојде некој со дебел глас? Дечко, многу ти е дебел гласот, не може на филм. Што се тие гласчиња сите, бе? А што е тоа улоги правење, бе? Јане Сандански, сте гледале за Јане Сандански за Мис Стоун филмот? Јане Сандански како е представен човече, што ќе е представен? Јане Сандански, бе! Рекетар! Дека си би ти, дечки, дој, бам, шо работиш ти? Так! У таму дека, од Струмичко, шо работел тамо? Шо го направиле, секоја чест за покојниот и маестралниот Илија Милчин, да? Тој толкова таа улога, али човече, не може Јане Сандански да биде, шо го направиле? Филозоф, педерч! Као, Мис Стоун, ние овде во планините се бориме за правдата на Македонија. Која правда на Македонија? Абе, Јане Сандански со бркови, бе! Лук, кромит! Иде позади грмушка голема нужда. Грми! Наоѓа мече, со мечето се брише, човече. Рекетар. Јане Сандански, бе, херој, човече. Лук, кромит, ракија. Знаеш како е киднапирал Мис Стоун? Вака. На рамо во планините. А српска глумица у македонски филм сте заслушале? Не одите никаде, Вајводо. Вајводо, вие колку време сте овде во планините? Овака Јане Сандански кој е фати. Ау, Вајводо, вие колку време сте овде во планините? Кој е Јане Сандански, човече, бре? И не само тие филмови, све треба се синхронизира и порничи треба се надсинхронизираат. Замисли македонски порнич, само како ја фаќа. Ja baby! Не, треба да ја фати. И само замисли. Стај го човече! Али чекај. Иде од позади камера лектор. Лектура. И дојѓа. Иде порнич, так. И вика на порнич. Леле, човек го кладе? Стави ми го сиот. Тоа е проблем у македонски оваквови филмови. Све е многу литературно, човече. Много е све суво и литературно, бе. Знаете ли как ви се преводите, бе? Го гледам оне Black Hawk Down. И оно јавува по радиостаница и мика на хеликоптер. Hey, the skinnies are coming. Where the fuck are you, motherfucker? The skinnies are coming. И доле преведуваат. Одете по ѓаволите. Доаѓаат овие гламненици. Шко разговарат така, бе, гламненици, бе? На еден друг филм вика This is my bullshit economy. И доле преведуваат расипано стопанство. Кога ќе те изнервира некој на семафори, гаранте му викаш: господине, вие ме удривте одзади, одете по ѓаволите. Ој да разговара така, бре, човече. Замисли, го гледам стално, сигурно овде стендап комеди, сите знаете, Пабло Франциско, најпознатиот дел имитира трейлери. Да. И се викам, замисли од овие трейлери у Македонија да ги гледаш на синхронизиране. Као, например, за Lord of the Rings. И вика, чум, нели, битка, почнува тука, битка, искачаат коњи.
Иде и почнува на македонски трейлерот. Нели? In the Middle Earth, the Dark Lord Sauron wanted the ring to rule them all, to enslave the world. Замисли го на македонски. Во средната земја, темниот вештер Саурон го сакал прстено Галива да ги сотре сите. Гледајте го на кино. Новиот Стопанот на прстените. Замисли го Роберт Де Ниро, такси драйвер, чаче. Ето ке на ме, аре се бари јас, ето ке на ме. Пошто е, нели, диалект ке земат некој хриѓанец. Море, човек. Шат ти ембр, човек. Шо мене ми зборваш? Ке те столчам. Замисли го Скарфейс. Скарфейс, човече. И река 3,5 кила кокаин, Ал Пачино, 4,15, не сум баш сигурен колку има. И доаѓа се гледа на овакво, на екраниве, како доаѓа да го убија тој другата банда. Излего Ал Пачино и вика: Wanna fuck with me, huh? Wanna play rough? Okay, say that to my little friend. Кој ќе го земат нас за Ал Пачино? Тоа синхронизира. Најбољи глумец, кој би бил во Македонија? Моментално, мојот идол уште од деца, маестралниот Чичкомето Јовановски. И доаѓа да го убијат музиката, кокаин, станове, ој станове, вика: Сомене ли ке се зафркавате говеде едни? Сомене ли нерени мајковце? Кој сака нека зема друг? Кој друг кажете? Не знам, може помлад ке зема Васил Зафирчев. Кој се зафркавал дека? Господа, опи, дај ја пушката, опи! Не знам, може Кирил Поп Христов ке го земе. Ко се бре овде зајебава? Шугави селјаци. Не знам кој е. Тони Михаловски. Да, може, Тони Глумчиште исто може. Фамилија да ви е. Да. Данчо Чиевлевски мојот декан. Господа, кој се забркава дека? Ајде, влези у деканат. Јовица Михайловски. Абе, кој се заебава, маму ми? Маму ми, сите ке на ресторан. Весна која го стави, мислев ке седнеш на него и ги продолжиш насмејано. Здраво! 3 години немала секс, луѓе. Мислам, не да ве замишља голи, ве соблакаш уште на врата, ондека. Замисли ги голи. Мене така ми рекоа на првата представа, замисли ги сите голи и ништо не се гледа у пичку материну, темно. Кого да замислам у пичку? Видов една баба седи, у прв ред. Одлична работа.
Стендап. Пичку матер, што курбарам овде, а? Овде ми почна све. Прв пат на концертот на Игор Джамбазов, кога ја пласирав онаа реченица да не сметаме. Не, пошто стварно, ако сметаме да си одите, да не се брзате некаде. Сакате да си играме куча? Сакаш со тебе да си играме куча? Знаеш како се игра куча? Еден ќе биде таткото, друг ќе биде мајката. Ти што сакаш да бидеш? Мајката? Па ајде сега мајката моце да му го пуши на таткото. А после тоа дојде една манифестација Златна Биба Мура на популарноста, или Баба Мира, како јас сакам да ја кажам, и се заредив некаде 7-8 години, и после тоа 7-8 години не правам стендап, и на овие години омилен стендап ми е кога ќе ми се случи од овдека надоле. Кога другарчево ќе направи стендап, најмногу му се радувам. Порано тоа беа редовни стендапи од Сабајле. Јас се будам, он ме буде. Значи, стани брат, стани брат, стани брат. Сега ја му викам, брат, брат, брат. Дедо ми викаше порано, сине вика, кад беше млад имаше кур за 2 жene. Сега имам кожу за 2 кура. Ај на мочање. Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала. Овој се избањкал исто недела, знаеш кога си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата. И седнал покрај тоа, знаете зашто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова. Седнал и гол и му се напекле јајцата на дедето. Стендап. И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување, дедото на 3-та скала. Се враќа назад, пак седне, пак баб, жешко, жар. Трчање на 3-та скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајцата, дига овој, тргање на по скали, овој на 3-та скала да бесигла, овој не, джиш, джиш, джиш. Джиш, ама не од Джамбазов Игор шоу, тама работа. Ја, во моје време стендап беше да ми зивите кури пичка. Искочиш на сцену, ќе кажеш кур, кака, сви се убија. Кажеш пичка, некој ќе се посрами малце. Сега гледам, ништо не се зменило. Вечерва е феноменална. Еден бугар ни зема награда. Екао! Охрињанец исто најдобар. Абе, лесно име на Нивка Козморат, му решетија само да излези на сцена, му рече, опреќи, моје ти има мајка да пичка, не можеш, чао, брајдала. Смешно само по себе. Ја литературно морам да се изцепу да ме насмеј. Абе, гъсто ли ке го отворуви? И имам една песна за тебе. Ех да беше жена деснава. Шо ке беше, брат? Зашто сите мажи вака спијат, знаете ли? Па ова им е најомилената женска во животот. Како своја рука што ќе те погали, ни една рука не може да те погали, бе. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева, скроз да не го осеќате и пробајте да си ги здркате с леву, како с туѓу. Како туѓа рука, брат. Малце е геј, пошто е мушка рука у печку, мат. Ама нели е тој малце геј бе сам кад си правиш? Много ми е геј, стварно извините, мада тој спорт не напушта до коко, чичо. Тако е? Трае тој, до цел живот, ја мислам. Матка ни да га дираш помалце. Јас сум многу смешен човек, ја женско може да насмеju за 10 секунди, мене ми токо треба да се соблечу пред њу. Озбилно, и како што гледам, ниједен нема голем кур да ви е стендап мајстори. Сви сте со смалешки, лели, и ја исто. Па за тој смо ми стендап мајстори, не бива у секс, ајде да ве смееме.
И ова е некој вид секс, е орална онанија у пичку мат. И викам ти женско, значи само да се соблече и он има различни реакции имаш. Леле, колкицко е. А мене за секс ми треба жена, виски за њума и лупа да го покажу. Сега ќе те уништу. Шика. И слънце да го загори малце. Пржу го с лупо на слънце да осети нешто. Знаеш како е? Преведујте му на човека, моли ме, не ме оставljate така. Што се смееш, преведуј му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема болje и ја на njega едино му верую и njega највише ga сака. Иначе да ви кажу, кад беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у Куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Е вега на кур. Кило и пол месо, не е за ебанција. Викам, браво, тато, вајде и јака ќе порасту ке имам толи кур. После тој доаѓа мајка ми вика, бе, Владо, нега гледам точак, куде ти е? Вега на кур. Точак е велосипед, нели? Пошто куде вас точак има, куде нас точак има две тркала, куде вас точак има едно тркало у Хрватска. Или у Србија, не знам куде. И сега вика, мајка ми, доаѓа нов намештај, пази. И татко ми вика, сега стар, на кур ли да ga ставам? Не, викам, татко ми па целу собу може да стави на кур. Па тоа е ненормална работа. Најстрашно беше кад се изгуби брат ми. Нема ga брат ми и мајка ми вика, куде е малечак, не ga гледам. А ми сви погледнуваме у татка ми, смрзнати! Смрзнати! А татко ми мртав Владо вика, уна мајко му пичку, куде е. Ме разнежливте. Ова навистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор два убави за Игор Джамбазов. Застанав на првиот збор. Требаше неколку збора да кажам. Игор е... Еј, викам. Па си размислува, има ли мајка што не га сака за зета? Еве, на никога не дужи ништо. Не више. А се задужи, направи си концерт. Игор и пријателите. Еј, јака ќе се задужу, ако не сте ми дошле на концерт. Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како јековини сведоци има да се, ви озбавам. Ај за тоните по 100 евра, молиме да ме спасите. Игор, како ќе се раздужи, бе? Леле, тој одма се бричи. Не знам дали сте го приметиле. А и на всред концерт се избричи. Ја му викам, брат, у Куманово има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти još едно 50 стендапа. Таман ке видиш. Има, Весно ке го лепив на тегле за мармалад. Да не крадев деца. На Весну Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането од црвено да се облачат. Луѓе мислат дека се нови двокатни автобуси, трчи по њима да се качи. Па гледа ги се конфекцијски број 164. Докуде идеш, Весно? И још една моја реченица, а она сама го кажуе, да имам ноги како Весно на руке ке оду.
Много ви сакам, фала и да сте живи и здрави. И чкур да не ви чуе, ако ме смее некој. Ако ме закача, викајте на мене. Фала много. Запиял се с другарите у кафаната. Много, изпяле много, значи много, много. И явува се дома на мобилниот. Керче, шо правите, бе? Те, тато у кафаничката. Слушай, Керче, вика. Как се върне дома тато, от дневната да ме чекат 2-3 филма от DVD-текичката. Има си DVD-текичка, обосило. Да си изгледа тате 2-3 филма пред да заспи. Арно ли, Керче? Арно, тате. Враќа се Ицката дома, спият сите, жената спие, 2 сина, 2 керки, сите спият. Седнува от дневната и гледа на масата стварно 3 цеденца, филмчиња, отворила едно пиво од фриждеро, запалила еден джойнт. Пушта го првиот филм, шу Змаевом гнездо, Брус Ли. Гледал го тая Ицката пред 25 години у кино Балкан у Струми филмо. Ваде го првиот филм, турула го вториот филм. Вториот филм, да не ти се верува. Цртан филм, рибички пливат, миват. Немо, мемо, тражат го. Ицка да ке, шо е ovo, заебават ли ме убили? Значи цасуш одно пиво, завършил джойнто и пушта го третиот филм. Третиот филм, другарче, Малена с Моника Белучи. Другарче, најубавата путка на целиот свет. Сота жена, другарче. Се има на нея, сите перформанси. Ицката изгледал го филмот до крајта. И залюбил се право у Моника Белучи. Не јаде, не пие, не спие. Седе дома, другарите го терат, 2-3 недели нема го. Ицка, дека си бе? Оставите ме, дека си бе, дојде у кафаната, чего? Наваѓа се у кафаната и вика, дека си бе ти, другаре, шо работа с тебе, нема тебе? Вика, оставите ме, залюбен съм. Канете срам, бе, говедо, не едно, 2 сина, 2 керки, златна жена дома, залюбен бил тая. У кого си залюбен? Ой, у Моника Белучи. Нормален ли си ти? Ицката вика, другарче, абе, еднаш да го изпоизнабутам и да умрам. Кой да го изпоизнабуташ на Моника Белучи, бе, нормален ли си ти? Знаеш ли ти първо Ицка колко пари ти трябва да го изпоизнабуташ на Моника Белучи? Он вика, шо има връзка, бе, ке работам, бе? Абе, ке работам цял ден на нивата, ке работам. Ако не стига, ке работам и на комшията нива. Абе, цяло село ке го работам, само да соберам паричка, да одам да го изпоизнабутам и да умрам. И така било. Ицката работил цял ден на нивата, не стигнал от пари, работил на комшийските ниви, работил цяло Босилово на нивите, па фанал. Ангелци, па Еднокучево, па Ново село, па Смоларе, па... 38 села работил Ицката, ей! 24 сата на ден, вика, ке насоберам парички, ке одам, ке го изпоизнабутам и ке умрам. Завършил, насобрал паричка, оде у менячницата на пазара у Струмица, променил ги се по 500 евро, другарче. Ставил ги у една жъта кеса от Тинекс, кеста на рамото, авионо и за Рим. Научил дека живее Моника Белучи. Звен-звен. Отварам Моничето една пенюарка виолетова, от жъти цветови апликациички толкова. Добър ден, добър ден. Мониче, вика, аз съм Ицката. Чартер съм. Нямам много време. Дойдох да ти го изпоизнабутам и да умре. Моничето го гледа. Моничето вика, Ицка,
Не знам, брат, не съм имал агендата. Може ли да влезам, вика го? Може, седнали от дневната. Седат, гледат се, искат да вика, ей, Мониче, другарче, забравих. Вади го кесата, жъта от Тиникс на масата, все по 500 евро са наредени. Турува го на масата и вика, те, Мониче, ово е за тебе. 6 месеца работихме сите ниво. Преброй, ако не бива да се върнем на доработуване. Отваря Моничето кеста жъта от Тинекс, гледа се по 500 евро с другарче. И вика му на иската наша. Добро. Он вика, ма, Мониче, чартер съм. Она вика, може. Първо, ке одеш, вика, Моничето от тай кьоша тамо, с нощи от това сак всичката от филодендрона и стори ми се земичка да го собереш земичката. Иската вика, Мониче, шо работа се, измекар ли ке видам? Те преброй парите, ако не бива да се върнам, имам неви за работение още. Не, вика она, ако ме сакаш. Добро, искате оде у кьошо, насобрал се усивач от това земичката, вракя се от дневната на масата и вика, сега шо праваме? Она вика, сега ке одеш тай другия кьош и вика иската и ке се изпусти. Мониче, шо сте вулгарни мабеца сега? Те преброй парите. Не, вика, ако ме сакаш, отишъл иската в кьошо, изпускал едно големо, бабо, квалитетно босилачко го. Изрешал се, враки се от телата на масата и вика, Монич, що правиме сега? Она вика, сега ке се върнеш у кьошо и ке изедеш гомно. Мониче, шо с тия мабети сега? Не, вика она, ако ме сакаш, така ке биде. Отшъл иската, издел гомно. Врак си от дневата на масата и вика, шо правиме сега? Чартер съм, шо? А Моничето му вика, са може да ми имаш. И другарче вика, а нас облечела това пенюарката виолетово жъте цветови апликациички. Паднала, вика, тая на земята пата, ебеш най-обалата путка на свето. Седнала, вика, на това сатенски окревето свилени чаршафи, вика. Прекръстила нозите и вика му лицката наша. Сега можеш да ме имаш. Лицката наша стоял, загледая, спущил панталоните, извадил го пътлако и тръгнува на кай Моничето. Тръгнува! Моничето се обърнало, натратило се, тръгнал на кай Моничето и таман да го изнабута на Моничето. Некой го удара по главата 3 пъти. Ба! 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 Буде се иската. И жена му вика, станува бе путка ти майчи на нивата, не си ga пипнал 6 месеца, деца мама, немат лед да едат, кармин не съм купила от моя година, ебата евеш. А иската и вика, путка ти майчина, саме будеш. Дека беше да ги ядех. Чао, народ!